Јавни обвинители утро во избира привремен наследник на Коцевски, кој пред 2 дена поднесе оставка пред да биде разрешен. Седницата на Советот ја следи колегата Зоран Јаневски, го вклучуваме во живо во овие вести. Зоран, седницата е во тек, дали до овој момент имаме некакви информации? Не, Советот на јавни обвинители не избра вршител на должноста по оставката на Љупчо Коцевски заради отсуство на еден член на Советот на јавни обвинители, односно Јелена Догазанска-Колева. Заради нејзино отсуство, членот на Советот, обвинителот Ермон Незири, предложи да се одложи изборот на вршител на должност јавен обвинител на Република Македонија, бидејќи, како што рече, тоа е значајно прашање и треба во полна состав да се избере вршителот на должност јавен обвинител. Со ваквиот предлог на обвинителот Незири се согласија сите членови на Советот на јавни обвинители, па едногласно одлучија изборот да биде одложен на неколку денови, а веќе следната седница на која што треба да се избере привремен наследник на Коцевски ја закажаа за во понеделник во 11 часот. Инаку изборот за вршител на должност јавен обвинител доаѓа по оставката на Коцевски, која што се случи во вторникот, откако собранието претходно предложи и побара, односно владата побара негово разрешување. Сепак наместо разрешување тој си поднесе оставка од функцијата. Со ова веќе почнуваат да течат и законските рокови за избор на нов државен јавен обвинител. Сега на потек е владата која што треба да му предложи на собранието да распише конкурс за избор на нов државен јавен обвинител. По објавување на огласот за избора, право да конкурираат имаат јавни обвинители кои што имаат најмалку 10 годишно работно искуство и суди и кривичари. Огласот ќе трае 15 дена, а по завршување на огласот за сите пријавени кандидати, токму Советот на јавни обвинители треба да даде позитивно или негативно мислење и сите тие да ги испрати до владата која што треба да одбере еден кандидат и да го предложи до собранието како наследник, односно како нов државен јавен обвинител. Изборот за државен јавен обвинител следи откако Коцевски си поднесе оставка, иако владата првин за него бараше разрешување. Постапката за негово разрешување беше отпочната во февруари годинава, беше прекината поради Кочанската трагедија, а во меѓувреме Коцевски се соочи и со интерпелација. Деспина, како што кажав и на почетокот, не се избра вршител на должност јавен обвинител на Република Македонија заради отсуство на еден член на Советот, а по предлог на друг член пак седницата е презакажана за во понеделник во 11 часот. А Зоран Јаневски, благодарам за овие информации во вестите, ние одиме понатаму.